Почитувани, граѓаните знаат, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со цел да го оправда неговиот изборен пораз на 5 јуни и неуспешниот митинг во Струмица, во највисоките органи на партијата направи агенда за предизвикување на изборни инциденти. На јавноста и се познати списоците со силни момци кои на денот на изборите треба да бидат на секој избирачко место со цел да предизвикаат проблеми, немири, кршење на гласачки кутии и други противзаконски дејствија. За таа цел, поранешниот претседател на Републиката, а сегашен шеф на СДСМ Бранко Црвенковски, на крајот од неговиот мандат донесе указ за помилување на лица осудени за кривични дела сторени во изборен процес. За жал, инцидентите во Струмица започнаа уште во предизборието. Со жалење морам да констатирам дека Струмица е високо на агендата на СДСМ како општина во која подпредседателот на партијата Зоран Заев е и носител на листата во 4-та изборна единица. Тој има налог под хипотека да ги стави сите граѓани на Струмица, па пред време го започнал сценарието подготвено од неговиот политички ментор Бранко Црвенковски. Зоран Заев е човекот кој со своите неумесни изјави создаде атмосфера на антагонизам помеѓу граѓаните. Зоран Заев ги повикуваше неговите сопартици на пресметка со сите што не припаѓаат на неговата партија или се политички неопределени. Зоран Заев е човекот кој го гледавме како на телевизиските екрани се заканува со отпуштање од работа, насилие и јадење на живи луѓе. Таа атмосфера, поттикната од врвот, се пренесе и кај обичното членство на СДСМ. Ние со цел да не го разборуваме тој антагонизам, се воздржувавме од изјави и оценки затоа што Струмица е поважно од било чии политички амбиции. Се воздржувавме од напади дури и во моменти, кога вработени во администрацијата на господинот Заев, во работно време, преку социјалните мрежи, праќаа пораки со закани по живот кон наши активисти. Инцидентите ги пријавувавме во органите на државата. Истото го сторивме и со тешкиот инцидент сторен минатата вечер од страна на активисти на СДСМ. Како што е ред, затоа што Струмица ни е пред се. Струмица ни е пред се и во овој момент сега, затоа што нам ни е важно каков белег ќе оставиме. Почитувани струмичани, ве повикувам сите, без разлика на вашата политичка определба, да не подлегнувате под притисоци и закани со цел нарушување на угледот и достоинството на Струмица и струмичани, како граѓани со развиена демократска култура и свест. Ги повикувам политичките лидери во Струмица да го пренесат духот на политиката како поле за надпревар на иницијативи, идеи и проекти. Струмица не е и нема да биде заложник на неколкумина кои политиката ја доживуваат како борба за власт со цел остварување на лична корист. Граѓаните знаат, реформите ќе победат.